Колку е вашата мешаност, поврзаност со Блок 13, со невладината организација? Во однос на лажните вести, во однос на второто прашање, кој што практично и не е ништо непознато за ВМРО-ДПМН, ширењето на лажните вести преку нивните курири, да ги наречам, отворено ќе ви кажам дека очигледно е дека им смета моите дејствувања во однос на хуманитарните организации. Точно е дека сум бил пред 3 години назначен за почесен член во таа организација Меѓународен сојуз Скопје, во која што членувале поранешниот амбасадор на Британија господинот Чарлс Гарет, во која што членувал нашата кошаркарска легенда Владо Илиевски, и од таа страна очигледно е дека им смета и очигледно е дека не разбираат, затоа што во нивно време работеле исклучиво заради нивните интереси, а не сметајќи дека во државата имаме луѓе на кои што им е неопходна нашата пружена рака, и тоа очекувам да го разберат. Имаме институции, како што кажав повеќе пати, кои што детално ќе го разгледат случајот. За жал, лажните вести продолжуваат. Очигледно е дека и Мицкоски, и ВМРО-ДПМН, а и таквите портали се исплашени од вистината и од напредокот кој што го има во нашата држава. Но од друга страна би сакал отворено во јавноста на Христијан Мицкоски да му поставам 2 прашања на кои што сметам дека ако има грам доблест, треба веднаш да ги одговори. Првото прашање до него лично ми е дали со еден од обвинетите, од осомничените во случајот на кој што му е одредена мерка притвор, имал неколку средби, од кои едната средба била во една позната скопска дискотека, а другите средби биле одржувани во Белиот дворец на ВМРО-ДПМН. И второто прашање ми е дали Христијан Мицкоски посегнал по крвавите пари на еден од обвинетите од случаите кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Ова се сериозни прашања, кои што можат сликата драстично да ја променат. Се надевам дека Христијан Мицкоски ќе одговори одговорно, отворено, затоа што граѓаните заслужуваат одговори. Во постапката, која што е во тек, нека се земат сите аспекти и детали во предвид и во транспарентна постапка, доколку ние отворено говориме и повикуваме да се утврди одговорноста на секој еден кој што на било каков начин е вмешан, очекувам и ВМРО-ДПМН исто така да ги повика институциите во име на системот кој што веќе функционира и е поставен во државата, органите нека ги дадат конкретните одговори. Ви благодарам.